Поголеми и повеќе даноци за фирмите и граѓаните веќе од следната година. Владата сака на грбот на населението и бизнисот да го полни испразнетиот буџет. Министерството за финансии ги почна консултациите со стопанските комори и надлежните институции околу новите даночни реформи. Од Министерството информираат дека даночната реформа ќе ги опфати данокот на добивка, данокот на личен доход, данокот на додадена вредност, акцизите и еколошката даночна политика. Решенијата треба да придонесат кон проширување на даночната основа преку таргетирање на даночните ослободувања и олеснувања кои постојниот даночен систем им ги овозможува на фирмите во делот на данокот на добивка, данокот на личен доход и ДДВ. Концептот на реформи на даночната политика во областа на данокот на добивка и данокот на личен доход опфаќа предлог законски решенија со кои се ревидираат преференцијалните даночни третмани што ја нарушуваат неутралноста на даночниот систем. Ке се ревидираат даночните стимулации и ке се стимулираат инвестиции во технологии кои поддржуваат зелена транзиција и дигитална трансформација. Во делот на данокот на личен доход повторно ке се развива дебата околу тоа кој начин да се прифати, дали рамниот данок или прогресивното оданочување. Токму прогресивното оданочување го донесе СДСМ на власт во 2017-та, но по експериментот кој траеше неколку месеци се укина повисоката стапка кај персоналецот од 18%. Оставка си даде тогашниот министер за финансии Драган Тевдовски, инаку креатор на така нареченото правично оданочување. Најавите беа дека прогресивните стапки ќе се вратат на голема врата во 2023-та и тоа не само за личниот доход, туку и кај некои други даноци. Во меѓувреме прогресија се воведе кај данокот на имот, но некои општини не изгласаа повисоки стапки за становите и земјиштата. Бизнисите кои се наоѓаат во катастрофално лоша финансиска состојба поради зголемените трошоци за енергенси, суровини и репроматеријали, со месеци бараат предвидливост на даночната политика, а не воведување нови и зголемени даноци од денес за утре.